Гостин во студијато денеска е градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Александар Стојковски. Ќе му посакам добар ден и добре дојде. Добар ден и ви благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. И веднаш ќе се надоврзиме на темата која што обработуваме денеска, состојбата со хаварисаните возила низ општините и градовите. Каква е состојбата со ваквите возила во општина Ѓорче Петров и како го решавате овој проблем? Добро, се имав можност да ги видам другите повеќе општини од Република Македонија во претходните прилози. Па ние, да кажам, сме во подобрите, ајде, во тој дел, не дека сме преземале големи активности, едноставно и конфигурацијата на теренот е таква да не дозволува толкави големи јавни површини каде што би можеле да се постојат. Имаме проблем, секако апсолутно, со хаварисани возила. Веќе нашиот комунален инспектор презема одредени активности за маркирање, дури 4 возила беа одстранети пред некои 3 недели од територијата, но она што охрабрува е можноста сега да подпишуваме договори со колективни собирачи на ваков тип на возила, што во многу ќе олесни постапката во тој дел. И ние сме пред подпишување на таков договор. Видов дека општина Карпош имаше веќе почна со подпишано и таа пракса со колективните собирачи на различен тип на отпад е многу добра и во многу, да речам, ќе ни олесни законската постапка и сите тие гломазни процедури кои што се во однос на собирањето и отстранувањето на било каков тип на отпад, посебно на вакви делови. Ние подпишавме договор за собирање на гуми, бидејќи за жал има многу несовесни жители кои што ги оставаат гумите кои што не им требаат од возилата на различни локации. Ние успеавме да ги собереме тие на едно место, подпишавме договор со колективен собирач на гуми, согласно законските можности кои што ги имам, и во текот на вчерашниот ден беа подигнати негде околу 600 до 800 гуми. Точната тонажа верувам дека ќе биде над 7 тона, меѓутоа ќе видиме по целото завршување на постапката и сега веќе ќе имаме место, еве барем каде отпадните гуми од возилата може да ги достават сите во комуналниот пункт во Ѓорче и од тука со соодветен транспорт ќе бидат депонирани на одредена локација. Така да еден плюс може би за општината е многу значено. Претходно имавме само за електронски отпад вакви, еве сега ќе имаме и за хаварисани. Ни фали уште за мебел. Исто така е голем проблем во делот на отпадот, собирањето на мебел кој што го испрлаат луѓето, меѓутоа на овој начин со колективни собирачи мислам дека многу ќе се надмине тој дел од кабасти од отпад. Она што е најважно да се детектираат проблемите и секако соодветно на ингеренциите на локалната самоуправа да се реагира на терен и овие проблеми да се решаваат. Во поглед на локалниот економски потенцијал и расположливите стопански капацитети, морам да истакнам дека општина Ѓорче Петров се вбројува во категоријата општини во развој, имено поволната сообраќајна местоположба, квалитетот и структурата на економските капацитети, реалниот потенцијал за индустријски прогрес се објективни индикатори, но и компоненти кои упатуваат на развојните стратегии на општината. Ги имате сите можности да развивате општината. Имате ли стратегија и колку успевате тоа реално на терен да го реализирате? Така е, малце општината Ѓорче Петров е во развој, меѓутоа е во експанзија. Посебно последниве години се трудиме да работиме, да овозможиме добра клима за инвестиции не само на фирмите, него да овозможиме и подобри услови за живење на жителите. Тоа ни е нашиот приоритет и силно сме посветени на изградбата на инфраструктура. Затоа што со години наназад можеби немало доволно средства од различни причини. Ние се уште имавме улици и имаме дел улици, 80 помалку, бидејќи толку направивме изминатиот период, кои што беа со кал, без водовод, без канализација. Силно сум лично јас како градоначалник фокусиран на тоа и општинската администрација е поставена во тој дел да функционира така во изградба на инфраструктура, затоа што без добра инфраструктура, без добри патишта, без услови за градба, без нови детални урбанистички планови, вие не може да очекувате развој на едно место. Секоја инвестиција во градба значи потенцијален развој за општината, бидејќи не се тука само зградите, тука има деловни комплекси, има бизнис локации кои што се наменети за бизнис, локации кои што се наменети за индустрија, но сите тие може да се реализираат само доколку имаат соодветна патна инфраструктура
И ние како општина најголемите инвестиции ги направивме во изминатите 3 години во делот на патната инфраструктура. Околу 80 улици успеавме да санираме, дел да изградиме, дел да реконструираме. И еве сега, овдека за прв пат во најава, можам да кажам дека само во наредниот месец дена ќе сме на терен со некои 29 нови и дел реконструирани улици на територијата на општина Ѓорче Петров, а со новиот повик на влада планираме да аплицираме со уште нови 95 улици исклучиво за руралниот дел, со што ќе надминеме историски проблеми на луѓето во тој дел на општината. Постојано сте на терен, работите активно, но уште еднаш ќе повториме дека општината е јавна институција која е во сервис на граѓаните и работи во нивен интерес, пред се да се детектираат проблемите на терен и да се решаваат во рамки на овластувањата, пред се да се обезбедат пристојни услови за живот за граѓаните. Што е во фокусот на реализација периодов, кажавте дел од оние проекти кои што ви се во тек во реализација, меѓутоа ево она што беше најново и вчера веќе споделено, нова спортска сала во Хром, но ајде вие ќе почнете да ги набројувате сите оние детали за најактуелните проекти. Така, па еве би ги поделил во два дела, физички објекти и она што ги правиме другите процеси кои што се во насока на подобрување на условите или поддршката на жителите на општината Ѓорче Петров од страна на општината. Силен фокус дадовме на развојот на училиштата, градинките и се што е пропратно како објекти да биде ставено во функција на процесот на образование, дали школски, дали предшколски. Точно така, за прв пат во Хром се гради спортска сала, проект кој што 10 години го чека жителите на Хром, го реализираме со сопствени средства, морам да потенцираме тоа во услови кога може би имавме најмалку, се одлучивме да го инвестираме, затоа што и тие деца кои што одат во тоа подрачна школа заслужуваат. Тоа е најурбаното место во Ѓорче, нема децата спортска сала. Паралелно со тоа градиме новата детска градинка во Стопански двор, таа ќе биде втора во тој дел. Првата ставивме во функција градинката Волково, негде една година од почетокот на мандатот. Проекти кои што ни следат, договори имаме подпишано за изградба на уште една нова детска градинка. Че таа ќе биде втора детска градинка на која што ќе ставиме камен темелник оваа година. Искрено се надевам дека ќе стигнеме и за третата, негде до месец јуни-јули, да ги завршиме сите подготвителни работи и со тоа би го решиле целосно проблемот со сместување на дечиња во општината Ѓорче Петров. Инвестираме во училиштата, 2 доградби се завршени. Во план се уште доградби на 3 училишта, започнавме со едносменско работење на 4 училишта во општината. Сакаме сите училишта во Ѓорче додат едносменски. Ево уште наредната недела уште едно го спремаме да почнеме. Гледаме да ги подобриме условите за учениците, бидејќи на тој начин им улеснуваме и на родителите. И задоволни деца, задоволни родители, имаме потоа време да се фокусираме за многу други активности и работи. Тоа е во делот на инфраструктура, имавме и сите спортски терени ги направивме во училиштата. Тука имавме еден голем инвестицијски цикл кој што ќе го затвориме оваа тековна година и дополнително работиме на многу програми кои што нудат поддршка. Имавме психолошка поддршка за учениците. Еве сега во постапка сме за отварање и на центар за жртви, за пријавување на жртви од насилство, психолошка поддршка на нив. Имавме повеќе кампањи против булингот, во тек сме на припрема на 2 повика и за спорт и за култура, со кои што ќе дадеме поддршка на овие категории кои што се битни за општественото живење и многу други. Сакам вака да ги измам поголеми. Не можеме сите да ги споменеме, меѓутоа има многу активности, а треба да се знаат. Точно. Би сакала овде малку да проговориме и за урбанизмот и комуналните дејности. Тие се всушност и тековни проекти кои се многу значајни за секојдневното живење, нормално функционирање на жителите во општината. Па би сакала да ве прашам, пред се говориме за убавите работи, но со какви проблеми се соочувате и колку се успешни решенијата за реализација на овие проекти? Она што беше најново, имате нови возила за почисто Ѓорче Петров, еве како влез во темава. Меѓутоа проблемите да ги надминеме. Па реално не само за нас и за жителите на општината и не само за нашата, најголем проблем е хигиената.
Тука имаме една специфична ситуација на општините во градот Скопје, која што ја потенцираме постојано, но за жалите пак е оставено на наш грб да си ги решаваме работите како што ќе се снајдеме буквално, затоа што ингеренциите од делот на комуналната хигиена и собирањето на отпад од домакинства и од оние контейнери што ги гледаме преполни по улиците на градот Скопје. Так. Но не и се, ние дополнително имаме ангажирано наши лица по различни програми кои што учествуваат во одржувањето на хигиената на општинските улици. Пред се, но тоа не значи дека не се активни на локации кои што ќе се затрупаат од страна на другите субјекти. Набавивме 2 нови возила сега веднаш после нова година, кои што многу ќе не олеснат мобилноста на нашите вработени. Претходно набавивме еден голем камион кој што ни заштедува многу пари во текот на зимата за зимско одржување на улиците, бидејќи сега сами го работиме тоа. Набавивме лани нова механизација за комуналните служби, оваа година ќе имаме повторно таква набавка, се со цел да се опремиме колку што е можно повеќе со опрема и да бидеме пофункционални во делот на и побрзи во извршувањето, затоа што и климава малку ни се промени. Сега ќе почне од април мај со врнежни и сонци и многу повеќе откоси, да кажам, правиме на јавните површини. Да. Ги кажавте надлежностите, сето тоа што го прави општината за подобрување на условите, меѓутоа овде мораме да кажеме дека не треба да исклучиме одговорности и на граѓаните кои што треба да ви дадат поддршка, но сепак и тие со своето однесување да допринесат за поздрава и почиста животна средина. Кога веќе ги споменавме граѓаните, би сакала да ве прашам кои се најбарани услуги, потреби и барања од граѓаните до вас како локална самоуправа. Јас овде би се надоврзала дека општина Ѓорче Петров се приклучи на кампањата Општина на дланка, се со цел да бидете потранспарентни, достапни до граѓаните и отворени за нивни потреби и барања и во согласност со нивните потреби и барања да ги креирате политиките и нели проектите кои што ги реализирате. Па и идеите за целокупната работа доаѓаат токму од односот со жителите на општината. Пак ќе кажам, ние сме, да речем, грубо 2 дела, урбан и рурален дел на општината, секој од нив си има засебни потребно. Нормално имаме уште делови кои што се со нерешена комунална инфраструктура во руралниот дел и токму затоа го планираме овој голем проект од приближно 2 милиони евра за завршување на сите тие улици кои што се останати, довршување на канализација и водовод. Во еден дел, доека пак луѓето што се во урбаниот дел веќе одат чекор напред за нив, гледаме да обезбедиме повеќе типови на инфраструктурни објекти кои што се можеби од типот на спортски терени, детски игралишта. Истото го правиме и во руралниот дел. Да не бидат запоставени руралните средини, тоа е најважно, да не се остава таков впечаток. Видете, реално многу поголеми се инвестициите во руралните средини од оние во урбаните. Оваа година започнуваме од урбаниот дел на општината со работа во наредниот период. Веднаш почнуваме од најзападната населба, да речем населбата Ѓорче 2 или Дексион, во урбаната заедница Мирчаце, во Ѓорче Петровки имаме активности, во Хром. Исто така сите урбани населени места сакам да бидат опфатени, затоа што и таму има инфраструктура која што е дотрајана сега. Сепак, за прв пат ќе правиме улици кои што можеби од 66-та година навака не биле коригирани, веќе во исклучително лоша состојба и се со цел да им ги подобриме условите за живот на луѓето, за да нашиот народ не остане тука. Затоа што се има влијание на процесов на иселување, на демографските промени и тука мора да ставиме голем акцент се со цел да си ги задржиме луѓето. Се ближат и локалните избори кои што треба да се одржат во октомври 2025 година. Колку имате? 8 месеци за реализирање на сите овие планови и проекти кои што ги најавувавте. Меѓутоа би сакала да ве прашам кој е најголем предизвик за вас како прв човек на општина Ѓорче Петров? Задоволни ли сте од тоа што досега успеавте да го реализирате и да го направите за општината и што ви е најтешко? Не сте реализирале, а сакате тоа да го направите? Па видите, најтешкото мислам дека помина. Затоа што најсериозните предизвици ги имавме во почетниот период, да кажам, првите 2,5 години, дека успеавме да ги вратиме сите оние
стари долгови, да поставиме општината на здрави нозе, да ги поставиме процесите сега за кои што говорам во моментот, бидејќи сега е навистина многу полесно да разговараме за проекти кога имаме опипливи собствени средства, не се тие, не знам колку во споредба со нека можеби по урбана општина во град, меѓутоа сме ексклучително многу подобри од тоа што сме биле пред 3 години и можеби во наредниот период ако продолжиме со ваков развој, интензитет и инвестиции, сигурно ќе се приближиме кон поуспешните општини во градот и во републиката, која станува збор за сума на пари. Најголемиот личен предизвик ми беше тоа да донесеме општината во функционална состојба, да не се секираме дали ќе имаме да платиме, него да размислуваме само на создавање на проекти и на исполнување на потребите на жителите и на нивните барања. А како вака посериозен некој проблем, исклучително немам таков, имам добар тим со кој што заедно ги совладуваме сите пречки. Гледаме секоја година да сме подобри од тоа што сме биле претходно. Ви посакувам успешна работа и понатаму да ги реализирате сите зацртани планови, нели, барем до крајот на ова 2025 година. Секако ја следиме вашата работа, па со нешто ново повторно ќе ни бидете гостин во студиото.